Литванската пешадија напредува. Целта е брзо да ја заземе позицијата на непријателот. Ова се само вежби, но вежби за можеби вистинска војна, затоа што на овие борци и на многу литванци им е јасно дека светот се промени последната година. Рутинскиот тренинг сега значи многу повеќе за овие мажи и жени. Екзистенцијата на Литванија зависи од тоа. I feel that in my soldiers, I feel in myself. Чувствувам дека кај моите војници и кај мене исто така. Мотивацијата е уште поголема. Соседите ни се во близина. Она што го правиме е навистина голема работа околу вештините на нашите поединци. Например, да преживееме како поединци и секогаш сме свесни и секогаш подготвени. Литванија е членка на Европската унија и на НАТО, што обезбедува политички и воен штит, што Украина го немаше кога беше нападната пред една година, но сепак војната покажа дека има уште многу да се научи. Силите на НАТО, распоредени во Литванија, сметаат дека е од витално значење да ги наблюдуваат украинските трупи и да ги интегрираат тактиките со кои успеале да се соочат со руската инвазија. Нашите домаќини од НАТО побараа да не го користиме нивното полно име. When I look at our simple tactical level, Пред се го гледам нашето тактичко ниво, што можете да го направите со не толку многу персонал, со не многу упорност, но комбинирајќи ги со модерни дронови, модерни технологии, се поставува предуслов за добра борба. Мислам дека тоа е едно од работите по кои главно се издвојува храбрата борба во Украина. Зголемените тензии во Европа, предизвикани од војната во Украина, го поттикна рускиот шовинизам. Во Думата, рускиот парламент, беше воведен предлог за поништување на одлуката од 1991 година за признавање независност на Литванија. Москва направи сличен потек во пресрет на незината целосна инвазија на Украина. Нападот на Русија врз Украина не само што ги принудува литванските власти и НАТО да реагираат, туку и целото општество. Литванскиот сојуз на вооружените е група од машки и женски волонтери кои минуваат низ воена обука за време на викендите. Многумина од нив велат дека 24 февруари 2022 година била пресвртница за нив. That day, Тој ден имаше многу разговори со пријателите и со семејствата. Што би направиле ако такво нешто се случи во нашата земја, бидејќи тоа е многу реално. И да побегнете или да се скриете не е добро. Литванија со помалку од 2 милиони луѓе и вооружени сили од нешто повеќе од 20.000 војници е загрижена поради одбивањето на Русија да отстапи покрај послабите перформанси на незините сили во Украина. Границата на Литванија со Белорусија, која е руски сојузник, исто така е причина за загриженост. Мораме да внимаваме на безбедноста на нашите граници. Го имаме Калининград на запад, ја имаме Белорусија, која е домаќин на огромен контингент руски сили и ја поддржува руската агресија кон Украина. Со силите на НАТО на литванско тло, конфронтациите меѓу Русија и Западот е сценарио речиси идентично со она од студената војна. Сценарио полно со тензии, неизвестност и многумина го гледаат тоа како можен конфликт, зашто оваа мала балтичка земја се стреми да биде подготвена.